Вие следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јонтреновски. Како што и ви најавиме, денес имаме двајца гости. Најпрво ќе говориме со господинот Стојко Стојков, универзитетски професор, одличен познавач за средновековната историја и копредседател на ОМО Илинден Пирин. Па да го поканиме да ни се приклучи во студиото. За колку успееме, ми личи дека да, тоа ќе го направиме. Господине Стојков, добро утро и добри дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што не удостоивте да ни бидете наш драг гостин. Добро утро, јас благодарам за поканата. Специјален поздрав за сите слушатели, а и гледачи. Господине Стојков, добро ви утро и од мене. Се надевам дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на нашите слушатели и гледачи. Пред да преминеме на главната тема, а тоа околу попис, на која тема денес сакаме да поразговараме, кажете ни нешто повеќе за ОМО Илинден Пирин, дали има и други организации, ако има, дали се под чадорот на ОМО Илинден Пирин, каква е меѓусебната соработка, но се разбира ако е можно пократко поради ограничувањето со времето. ОМО Илинден Пирин е партија, единствената македонска партија во Бугарија, која што беше регистрирана само една година во Бугарија, кога таа започна своите тие процеси за евроинтеграција кои што сега Македонија ги чека и беше забранета кога веќе доби датум за започнување на преговорите. Таа служи како координатор, може да кажеме, на повеќе македонски организации, бидејќи политичка партија и е член на Европската слободна алијанса, која што има своји представници во Европскиот парламент, како и таму сме представени. Има повеќе други македонски организации, како ОМО Илинден, Друштвото на репресираните македонци во комунистичкиот период во Бугарија. Да не ги бројам, бидејќи се околу 7 или 8 организации кои што активно работат и секој од нив си има свој профил, своја област на работење и соработуваат меѓу себе. Знам дека веројатно слушателите слушнале за во минатото имаше поделби, но среќен сум да кажам дека од повеќе од една година тие конечно се надминати и сега сите соработуваат и на некој начин работите одат понадобро. Не ради во фактот што веќе проработил разумот и место делби има зближување. Господине Стојков, денес како што Бети рече ќе разговараме за темата попис во Македонија, но и во Бугарија. Прво сакаме да говориме за пописот во Македонија, бидејќи сега е една од најактуелните теми, бидејќи се случува под контроверзни околности кои претходеа со насилно донесениот закон за попис без консензус, како што сите знаеме, и една методологија која е сомнителна, но и во едно многу тешко и чувствително време кога најмалку два соседи, Грција и Бугарија, подпомогнати од меѓународните представници, а пред од македонската ненародна власт и албанскиот политички естаблишмент во Македонија, го спроведуваат зацртаното сценарио за бришење на Македонија и македонскиот народ. Оваа година со пописот е овозможено попишување на нерезидентното население, поточно дадена е можноста да покажеме дека има македонски народ насекаде во светот. Нашиот став како и индивидуалци, но и како уредници и водители на оваа емисија Македонски корени е дека треба да искористиме оваа прилика да се пријавиме и да се попишеме. На социјалните мрежи може да се забележи дека има поделеност по прашањето дали треба или не треба да се попишуваме. Пред неколку недели започната еден вид на кампања за самобришење со користење на една формулација дека сами ќе се избришеле и со тоа не му дозволувале на Заев и Ахмети да ги избришат. Мене ми се чини дека ова е само уништување и сечење на гранката на која стоиме. Каков е вашиот став и вашето размислување по ова прашање? Дали треба да се попишеме или не? И колкава е важноста од пријавувањето и попишувањето на нас македонскиот народ кој живееме надвор од границите на Македонија? За мене ова што го спомнавте, нели, за овие луѓе што кажуваат дека сами ќе се избришат, за мене тоа е неразбирливо. Каква е идејата на ова? Толку многу луѓе сакат да не избришат и сега ние да им завршиме работата за нив, да го направат тие тоа. Тоа е абсурдна работа. Мислам, ако така размислувале нашите, во минатото немаше да има никаква работа за сите пропаганди кои што работеле против Македонија. Многу луѓе ќе останале без работа по тој начин. Мислам дека е важно. Дури да не се тие луѓе патриотски расположени, нели, и било каде да живеат македонци, сепак ако не друго, барем зарад вистината,
за да кажа то како треба да се попише. А настрана кога има такви силни притисоци врз Македонија и македонците насекаде, македонец да одбие да се попише и да каже дека е македонец, за мене тоа е исклучително безодговорна работа и за нея нема никакво правдане. Може би на некој начин тоа тргна како мода од времето кога се бойкотираше референдумот, но тогаш тоа имаше смисла. А сега ова нешто е толку противно. Господине Стојков, во Бугарија живеат голем број на македонци. Дали знаете колкава е бројката и од која најрана година е евидентирано постоењето на македонци во денешна Бугарија? Дали за време на пописите во Бугарија било дозволено македонците да се попишуваат како македонци и дали сега ви е дозволено да се попишувате како македонци? Како се справувате со сите тие предизвици? Во Бугарија има можност, не дозволено, туку има можност на пописите да се запише човек како македонец од 1946 година наваму. Пред тоа било технички практично невозможно, бидејќи луѓето ги попишувале, тие не се само определуваат, со други запишувал. Меѓутоа, слободно да се изјаснат дали се македонци или не, без притисоци, имале можност само околу 20 години. И тогаш на два пописи, 1946 и 1956 година, имаме 187.000 македонци, главно во Пиринска Македонија, кај што тие се околу 2/3 од населението. Меѓутоа, понатамо, од 1963 година навамо, е непожелно, неко да кажам, попишувањето како македонец. Графа македонец никогаш немало, а во времето на комунизмот имаше жестоко малтретирање на луѓето кои што сакаат да се запишат македонци. Но дори од како комунизмот падна, тоа продолжува на еден специфичен начин. Пред да имаме попис во Бугарија, започна кампања против македонците, започнало заплашување. Обвинителството соопштува јавно дека луѓето кои што агитират македонците да запишат македонци ќе бидат викнати во полиција, ќе бидат истражувани за извршен престап. И после целиот овој шум кој ќе се направи да ги наплашат луѓето, пописот започна при кој што се користат неколку основни методи. Прво, не ги прашуваат луѓето, какви се автоматски ги запишуваат како бугари. Ако случајно македонците почнаа да се бунат и кажуваат дека вие не прашавте, кажуваат па нека сте, нели сте бугари, како кажат не, ние сме македонци, започнаа да спорат со нив, да ги убедуваат или да ги лажат дека бидејќи нема графа македонец, нема кај да ве запишеме, според тоа треба како бугари. И имаме случаи кога со молив се запишуваат, нешто кој што потоа може да се избрише, икс такви злоупотреби и нарушувања, поради кои се намалува вештачки бројот на македонците. Последниот попис од 2011 година дури го сведува на 1600 луѓе. Меѓутоа, дури и самиот бугарски статистички институт призна дека резултатите од овој попис за етничко припадност се лажни, затоа што замислете 10% од купното население на Бугарија, 730.000 луѓе воопшто не има одбележена националната припадност, како да не се самоопределени. И тоа беа главно луѓе од малцинствата, роми, турци и македонци. Значи, тоа е ситуацијата во Бугарија. Тука да се самоопределиш како македонец се разгледува како национално предавство. Мислам, сите може да мислите од начинот на кој што Република Бугарија се однесува спрема Македонија, како однос спрема македонците во Бугарија овде. Ситуацијата е иста, само што сега може да го доживеат и да го чувстват тој и македонците во Република Македонија. И исклучително важно е попишувањето. Ние се бориме и кажуваме на луѓето да не се плашат. Исто така да не подлегнуват на различни манипулации, да си ја кажат својата самоопределува своето национално чувство тако како што е. Бидејќи тие резултати се после важни во борбата за нашите македонски права и на некој начин многу луѓе не сваќаат, меѓутоа именно македонското малцинство во Бугарија е главна брана пред сите овие претензии што ги има Бугарија, бидејќи со самото свое постоење ние покажуваме дека сите бугарски претензии се неосновани. Ако во Бугарија има македонско малцинство, на кој основа Бугарија може да претендира дека нема македонска нација или дека некој вештачки ги измислил македонците не знам каде, кога во самата неја ние живееме и постојаме со илјадници луѓе. Само една специфика има во наша ситуација, поради која што ние не би можеле да се вклучиме во попишувањето во Македонија и тоа што искуството од претходните пописи покажа дека во Европа има на некој начин координација и ако се попишеш во една земја, ќе ти избришат пописот на другата земја. За нас е исклучително важно да бидеме имено во пописот во Бугарија одбележени што ќе прави таа година, затоа ќе се концентрираме овде. За да не испадне дека да се искористи тоа, да не добро ќе не одбележат во Македонија, меѓутоа тука нема да не одбележат и ќе испадне дека не постоиме во Бугарија.
Господине Стојков, бугарските власти како никогаш досега секојдневно бараат нешто во духот на европските вредности, користејќи го договорот за добрососедство кој господинот Заев го потпише и ни отвори вратата за да си го остварат нивниот стефански сон. Како гледате на договорот и која е крајната цел на Бугарија која што сака да ја постигне? Бугарија сака да постигне истата цел која што си ја зацрта во 1963 година. Значи, таа цел е македонската нација не да се уништи, макар што ако има таква шанса би го направиле со задоволство да нема македонската нација, но мислат дека не може, па сакат да ја редефинират на пробугарска основа, што значи дека македонците треба да прифатат, македонците во Република Македонија треба да прифатат дека тие постојат како нација после 1944 година, дека пред тоа биле бугари, дека се македонско е бугарско и дека надвор од Република Македонија нема македонци. Нема македонски малцинства во Бугарија, во Грција, во Албанија, никаде. Само македонци има во Република Македонија и тие се поранешни бугари. Тоа е формулата која што Бугарија сака да ја наметне и тоа е веќе 60-70 години. Таа не точно го користи договорот за пријателство, туку вистинското нешто што го користи е нејзиното право на вето кој што го има во Европскиот сојуз, бидејќи реално никоја друга земја во Европа не се согласува принципно со тоа што Бугарија го бара. Тоа е надвор од секаква европска вредност, тоа е против европските вредности всушност. Меѓутоа, бидејќи европскиот систем е таков што секој водач на племе треба да каже да, и тука бугарските представници може да кажат не и да стопират целата евроинтеграција на Македонија, и тоа ги прави реално европските лидери немотни пред барањето на Бугарија. Ова започна уште проблемот натре во Македонија започна уште во 1999 година, кога Лупчо Ѓорѓиевски го потпиша договор за пријателство со Бугарија. Уште тогаш, кога Македонија беше во победничка позиција, кога Бугарија беше во сегашната македонска позиција, имаше потреба од македонското да, наместо да се побара признавање на македонското малцинство, јазик и така натаму, и тоа прашање тогаш да се решеше, Лупчо Ѓорѓиевски на прошки 99 година потпиша договор на кој што додаде декларација со која се откажа од македонското малцинство во Бугарија и дозволи на Бугарија без никакви услови да напредува и да се интегрира во Европската унија. Тоа беше почетокот на сето ова што сега го доживуваме и гледаме дека истиот господин сега е со Зоран Заев во владата. И од тука натаму договорот во 2017 година беше надградување на она кое што беше уште тогаш започнато, со тоа што декларацијата влезе внатре во договорот, да не биде само декларација, и плюс се додаде ова абсурдна теза за ова комисија која што ја воведува за преговори наводно, нели за учебниците, а која не представува ништо друго освен тело во кое што Бугарија да ги испорача своите ултиматуми до Македонија, како да ги смени своите учебници, како да ги учи своите деца дека секогаш биле бугари, треба да се гордеат дека се бугари. Ништо друго не представува таа комисија. Ако пак Македонија не е согласна со нешто, има вето од Европската унија. Тоа е што се случи. Голем е бројот на македонци кои се надвор од Македонија на секаде низ светот, но многу е мал бројот на македонци кои што поседуваат македонски документи, било тоа да е државјанство или лична карта. Господине Стојков, према вас која е причината за тоа? Дали неагилноста или пак незаинтересираноста на македонската држава да им даде такви документи на оние кои побарале? Тоа е навистина голем проблем, бидејќи во минатото 10.000 луѓе во Пиринска Македонија сакаа да земат македонско државјанство. Сака, бара, некои чекаа со години. Јас се кејам дека ја чекав 11 години пред да добием отказ. Значи, имаше голема желба и кај нас, претпоставам дека во целиот свет, меѓутоа Македонија не даваше државјанство. Тоа беше чудо да земеш државјанство. И единствената причина која што можам да најдам е стравот дека ако дават на македонците, треба да дават и на албанците. Кој што за мене е малце чудно, но тоа е единственото објаснување кој што некој некогаш ми го дал Бовшо македонска страна. И мислам дека има и друга причина. Властите во Македонија не сакат македонците во светот да може да гласат на изборите и да имат влијание во случувањето на земјата. Замислете ако сега имаше, да речеме, едно гласачко тело од 200-300 и да не речеме повеќе хиляди гласачи надвор од Македонија кои што би гласале, какви би биле последици за тоа за властите во Македонија и конфигурацијата на силите таму. И тоа веројатно е повистинската причина, меѓутоа тоа има ужасни последици за Македонија и за македонците, бидејќи државјанството и пасошот е еден од начините кој што може да се консолидира македонското тело и истото да се вклучи во живо да живее со случувањето во Република Македонија, затоа што може да гласа, затоа што
има нешто кое што го побрзува посилно. А така, процесите на асимилација кои што траат насекаде само се засилуваат. Господине Стојков, времето не тепа, имаме повеќе прашања, но ова ќе биде последно, а би сакале и сакам и голема желба имаме, бидејќи вие сте историчар, во една од наредните недели или емисии на Македонски корени да не бидете гостини малку да говориме за областа во која што вие и најдобро ја владеете. Последното моје прашање, верувам дека и Бети нема да има повеќе прашања, бидејќи времето не тепа. Каква порака ќе испратите на македонците кои се раштркани по светот, а кои се уште не се одлучили да се пријават, но и да се попишат? А каква порака ќе испратите за сите оние кои ќе се одлучиле сами себе да се избришат со изговор на некаков си патриотизам и љубов кон Македонија, а исто така нивен изговор е дека не му дозволувале на Заев и на Ахмети да ги избришат? Значи, тоа не е израз на патриотизам. Патриотизам е да ако човек се попише. Да, исто така тоа е вистина, човечки однос. Има можност да се попишеш. Ти дава таква можност. Другото не само што не е патриотизам, туку по-скоро личи на национално кадавство. Тоа е мојата порака до нив. Сега не може човек никој ништо да го натера, меѓутоа луѓе што сами се бришат не може да се желат после да се нервират дека некој ги бриши. Тие сами го направиле тоа. За сите други попишете се. Не е тоа ниту боли, ниту зема многу време, ниту ви бара некакви пари, меѓутоа од тоа може да има само корист. Не може да има штета. Тоа е добро за вас, тоа е добро за Македонија. Господине Стојков, ви благодариме што одвоивте време и бевте дел од Македонски корени. Верувам со задоволство не слушаа нашите ценети слушатели и Facebook пријатели. Со желба да се чуеме повторно на Македонски корени. Верувам дека ќе биде така. Секое добро, чувајте се, уживајте го остатокот од викендов. Пријатно и секако до слушање. Благодарам многу, пријатно и на вас. Пријатно. Довидување.